Инспекцијскиот надзор од страна на УЈП, факти и деловен фолклор е дел од поширокиот проект на Актис со шеговит наслов «Инспекторот ѕвони колку што сака». Насловот, иако е шеговит, има сериозна намера да ја подобри бизнис климата во Република Македонија. Проектот почнува од жалбите на стопанствениците кои кажуваат порано затворено, сега по некои и отворено, дека не можат да ги издржат притисоците кои инспекторатите ги прават, дека се многу казнувани и сакавме да видиме, значи дали е можно, дали да е вистина дека еден инспектор ако сака мора да ве казни, може да ве казни. Тоа го испитувавме, најдовме на многу различни резултати, значи имаме законски лавиринти, имаме можности во законите, но сепак најважно од се е дека стопанствениците во суштина се казнети затоа што се фатени. Например, најголемиот дел се во доменот на фискализацијата, не куцеле фискални сметки, сепак ако се земат актите, жалбената постапка е скоро невозможна, значи второстепените комисии се укинати, решава Министерство за финансии, додека да ве пуштат на управен суд ќе помини многу време. Исто така има ригидност во самата постапка, казните се премногу високи, посебно за Македонија. На заедничка маса во Стопанската комора се собраа представници на бизнис заедницата, експерти од сферата на деноночната политика, поранешни министри, но представници на актуелната власт немаше. На патот кон Европа и во пресред на датумот за преговори, македонската деловна заедница ќе треба да се вклучи паралелно со преговарањата околу директивите или околу поглавјата кои мора да ги исполниме за да можеме да го добиеме членството. Јас само ќе покренам ова иницијатива или ќе покренам ова провокација дека ни престои поглавјето 16, каде што мораме да разговараме за даноксите или за таксите, поглавјето 17, каде што мораме да разговараме, да преговараме за економијата и монетарната политика и нормално поглавјето 33, финансии и буџет, каде што јас чисто се сомневам дека и денеска, односно после донесувањето од неодамна на ребалансот на буџетот, дека беше некој консултиран, коментиран или побаран за мислење од деловната заедница. Зошто инспекторот звони два пати? Зошто сите се жалат? Зошто инспекцијата е незадоволна? Зашто министерот за финансии постојано зборува дека ги исполнил критериумите што се дадени за собирање на даноци? Зашто ги притиска вработените во управата за јавни приходи? Затоа што сето ова опфаќа една многу сложена процедура. Колку е поедноставен системот за извршување, толку појасно ќе се извршува, па дури и ќе се планира. Колку е тежок, колку почесто се менува, колку луѓето не можат рутински да ги обавуваат од страна на оние кои се даночни обврзници овие активности, тогаш деловната клима се влошува. Затоа што рутинизираните операции им се претвараат во креативни операции, иновативни. Овие ефекти со тек на време почна да се намалуваат. 2009-2010 година веќе ефектите од даночните промени дури и исчезна. И во еден момент, значи, како клучен извор на зголемување на буџетските приходи не се даночните промени, туку кочницата е економскиот раст, што денес не се случува. Значи, владата, нашава влада, сакајќи да го задржи комодитетот можеби што го имаше 2007, 2008 година, 2009 година, бидејќи тогаш имаше поголем успех во наплатата на приходите, сакајќи да го задржи денес комодитетот, ја притиска управата за јавни приходи да продолжи, значи, но сега не со доброволни мерки како претходно тие се вршеа својата работа, туку со репресивни мерки да ги зголеми приходите во буџетот. Сознанијата и убивањата искажани на трибината и вкупно од проектот ќе бидат доставени на владата и на економскиот социјален совет.